Kettő pecsétet. Menjetek játszani, ne nézz bele! Само господовите патишта се непознати, но ние ќе речеме и патиштата на нашиот човек, на македонецот, што како стар даб одолева на сите бури, ги пушта своите корени и бара малку сонце под ова небо за да обстои. На 100 километри јужно од Будимпешта, меѓу житните полиња на непрегледната унгарска рамнина, во дамнешната 1950 година, еден напатен народ, повлекувајќи се пред ордите на грчката монархофашистичка војска, се досели овде. Подигна населба на која и го даде името Белојанис. Добър ден. Во Племна, добър ден. Ние сме от Македония. Македония не е македонци, сменя си, не е Како живеете македонци. овде? Македонијани сте? Добро, еве дојдеме малку да видиме како се овде. Многу ано стоите. Метримени имаште, метримени, многу троje сме сега. Аха, од кој место сте? Ние Каштурѓа. Јас сум од Леринско. Од Од Леринско? микроливни што веле лаг, од Преспата. Од Мала Преспа. Комши сме таму ние, комши. Някара, вие кај. Ово. Здраво, живо. Здраво, как сте ви? Мене со цутијата ќе ме изважда, нели, стрицу. Види, Олга направила убави букети, Бога. Олга, подете за или од ваше место ви се? Таму. Ами седне, как сте таму? Па добри сме, еве ни кажаа дека овде има наши луѓе. И велам ајде да дојдеме да ги видиме. Имаше, сега малку останаме. Малку ли остана? Малку. На Сарбија живете ви? Не, во Македонија, во Скопје. На Скопје. Паскал Михайловски, не го знам. Малку останаме, малку, за жалост. Треба да го знам. Александър, жен таму, самиот од таму, тие моите роднини се цели таму. Има еден Паскал Сотировски. Не, Михайлов се играше на тиквеш на еден друг, па Михайловски Паскал. Што има зета политими колет од Герман. Знаеш колку има Скопје сега жители? Знам. Од Германија тој. Има Не на Герман. Има повеќе од 600.000. Не знам ако да кажа на Герман. Огромен град е. И колку мало беше Скопје. Колку малецко беше, а? Ристош извава книжки. И патишата беа послани со камен, сега што да те рече, Скопје, сега. Не си дируа со кутинто. Сега. Ние сакаме малку. Дојдовме овде баш да видиме како се Позната е голготата на егејските македонци, нивните страдања, нивното херојство и морал, но нивните патишта и нивниот од помаките никогаш докрај не ќе се разјасни. Белојанис е мало село, го нарекуваат македонска колонија. 40 години по една голгота, време што незапирливо тече. Но дали сеќавањата бледеат? Дали раните се залечени? Се обидуваме да ги доловиме тие моменти, да навлеземе во душата на овие нашинци,
što повеќе од 4 децении не го виделе родното огниште, мајката, таткото и братот што загинаа или умреа, барејќи го собственото мало парче небо, за да живеат во мир и слобода. Има ли кој свеќа да запали на нивните зарамнети гробови? Голготата продолжува во нивните мисли, а животот со денешнината. Гакова, Кираца, Лаца. Која година дојде овде? 48. 48 година дојду со дечки од Коломна, дојдоме туа во поминаме кама Скопје. Се на Скопје се доме една неделя тамо и се на тамо трнаме дојдоме во Унгарија. И се на туа се доме во една неделя тоа во Унгарија, во Будапешти. И од тамо се не од на Скорписани, за некој на Балото, за некој на Кенеши, на Искасенјур, на Фехирвар, на 3 места на Скорписаја тамо да ме комади умади шо ме модени. И се дојдоме туа и се на колхоз работа 27 години туа на колхоза. На колхоз. Да, работи на кукошките 6 години, на пилките. И од тамо се на баштите работев. Беше тешко. Не беше тешко, многу добро беше. Тромало тешко беше, ама шо да правиме, така беше. Сега уште работиш? Реча нук да извев и се си седа. Имаш пензија сега? Да, пензија се земам и си седа. Пензија се земам 8.000. Добро, некогаш се собирате овде кај македонците вака? Да, се соберуваме туа македонците, се најдеме туа, си се на платејата, тамо имаше и орако, побргу и многу имаше, и македонци побегнае, и грци побегнае. И така шо велиш, и се скорписаме, сега мало така, кога се береме, се правиме сега и дечките правят тако македонско орот, игре. И оде се, кога тамо калесве, маѓарци калесве, и оде и дечките да игре орот. Посекаме. И друго што да кажа. И една керка им туа, една на Будапешти. И мама тие двете име маѓарци. Можеш има звено. Внушењата знаат ли македонски? Македонски знае. Македонски зборове, грцки зборове, маѓарски зборове. Што да ти кажа друго? Кажи да ти речам. Ние и теко не да кажеш, кај вие што зборувате македонски не знам, ама па. Младоста мина овдека. Младоста помина овдека. Туа помина што да. Што да рече. Животот незапирливо тече. Генерациите се менуваат. Белојанис и неговите македонци остануваат. Но само оние, старите дабови, чии што корени длабоко навлегоа на унгарската почва. Двајца старци, нога за нога, полека подпирајќи се на своите бастуми, по кој знае кој пат доаѓаат до своето мејанче, на пиво, на разговор. Димитар Георгиев. Димитар Георгиев Хртев се казвам. Од кое место си? Од кое место само? Кај си роден? Само од Црската околија. Јас сум македонец. На 1949 година, да кажеме целата такво, когато сам ранен, нели? Когато се раних или как? Когато сам опатите год. На 1900... Партизан. И се сам усакатил, сам ранил на Белазица на 49 година. Ова село твое, што го спомна, кај се наоѓа точно тоа? Моето село се казва... Близу до Баница било тоа? Близу до Баница е тој. Значи 15 минути да кажеме по ноци, со смагарато може за 1 сат.
казахме, че оттам от Беласица, когато съм 49-та. 49-та, когато ме са усакатели, и тогава ме са занели, да кажем, директно там на Банкес. И там съм бил тогава не. И после Банкеш овде каде те донесува. И одам Банкес тука ме донесува, ти рекao да ме прави операција, тој е професоро, тука на един Золтан имаше, тука на... От тогава тука не живам в Унгария. Ти си инвалид сега. Инвалид съм, и той друг брат му и аз, голяма инвалидност имаме. Ние не може... Добро, како е овдека животот? Живото, ние да кажеме сега не можеме да се оплачеме од Унгарија, че да кажеме не живееме добро. Пенсија зеваме и живееме, да кажеме. Јас не може да кажем, че тука в Унгарија може да имаме, да кажеме, някакви други проблеми, ама тие проблеми сега са заменати тие. Нема проблеми, не ви прави никој проблем тоа што се знае дека сте вие македонци. Не. Ние, јас од моја страна се чувствам, че сум македонец. Сврши, повеќе нема. И никој за тоа не прави проблем. Не. Ние не знаеме, да кажеме, когато беме таму, когато живееме там де се родиме, да ти кажем по македонски, там де се родиме, не знаеме ние што сме ваго на моја мамата, тие ни вика за нешто. Вулгари. Зашто говори? Кој ви викаше така? Тие грсте. Грсте на раководија, нели? Тогава пред да станат тие партизанството. И ние, и да моја мамата, зашто ни казва, че сме българи, когато българите са в България? Да. Разбираш кој ти казвам, ли? И по български веля сега. И не можеме да знаеме сега на што сме, да кажеме. Тие ни викат, иште Елнис, сте грци, вели казва. Зашто говорите, вели казва, на бугарски, вели казва. Ама кој знаеш тога да му каже на него, че зашто сме Булгари, когато България нема тук, България сме България. Да. Ама сетне се разбудиме, защото не знаеме какво става, нали? И напсува, набие, вели, Българи сте, вели казва. А му еба майк да не го седне. Там работи. Добро, и фамилијата се растури, семејството се растури. Тука немам никој. Имаме на баба, една македонка, сте от Костутските села. Мајката, братот. Мајка му на нея. Твојата мајка, братот твој. А мојата мајка не съм видел. И татко ми, и тој е бил партизан като мене, и тој се убил. Се убил и тој се ранил, да кажем, и тој от тие територии во Македонија и е умрал на Берковица. На Берковица во Българија. Не го съм видел него. Братот? Братот ваш? Братот мој... Остана во Грција? Не, остана во Грција. Тој него го са мъчили много. Както дојде да го видам тука, на која година беше тука на брат ми? На 75-та. Да. На 75-та година имаше дойден брат ми тук. И тога разправяше, да кажеме, как го са мъчили тие, как го са фарлили от второ и третио мисля, и от да се скрие там отгоре на таване, как се вика таване, го знаеш се вели? Там. И отиват тие, да кажеме, там тие батакшиите, да кажеме, тие пауджи ги ви, не пауджи, а поспазме били тие. И отиват там и на таване и со тие автоматичните токопушки, за да го убият. Да го убият там на тавана горе. Отива някои батакши и тие отие сега и го фашат оттаму и го фъргат от третиот етаж от тавана горе и му отворят главата тук,
А и тие тука нозите му се обърна наопако, тие колена ги казваме тука ни, му се обърна наопако и го мъчат, да кажеме, много лошо. Много лошо го мъчат. Така помина Димитрија животот. Така помина животот. Мислите и сеќавањата не секогаш се поврзани, но пријатно ни е да поразговараме. Та овие луѓе некогаш биле како планина, здрави и прави, а војната ги осакати, ги однесе далеку од домот. Илија Дулас е наставник во основното училиште во Белојанис, човек кој го сретнавме и кој говори македонски и би сакале да слушнеме неговата историја. Мојата историја е кратка, но мисля, мога да ви кажем, полна е со историски авантури, којата е присушта не само за мене, но за сите они луѓе кои се најдоа во бурата на светот. Роден сум 49 година во Шкодра. Моите родители се македонци, бежалци од граѓанската војна. После различни перипетии сме се преселили в Маđarска 1949 година кон крајот. Треба да ви кажам, маđarскиот народ нас не прими многу гостоприемно. Затоа мога и сега да ви кажам што сум многу благодарен. И од 16-17 години преподавам историја, географија. Мога да кажем и грчки јазик и македонски. Вие сте од Костурско. Да, моите родители се од Костурско, татко ми од Калевишта, а мајка ми од село Јановене. Дали во семејството се говори македонски? Апсолутно исклучително се говори, но би казал во тој смисел, у нас никога не казваме, не говориме што ние сме европејци во смисла, од гледна точка на европејска култура, но у нас неусетно говори сме предимно македонски, но естествено и други јазици. Што мислите за нашите македонци овдека? Луѓе, наши луѓе, кои обичат да живеат добро, сакат да живеат во мир со сите и сакат да си запазат свој идентитет. Мисля, то не е мало и не е многу. Јас од мој личен пример може да кажа и они кои други ги познавам и се стремат да предадат оно, зашто човек кој гини јазикот, гини историјата, тој човек веќе е без корени и човек без корени веќе не существува.
во запустија селото. Беме на границите ни албански и таму запустија многу села од границите. Ние од Албанија, на Албанија сафарлиме, седне од Албанија туу дојдоме. И директно во Белојанис овдека. Ова беше населба овдека некоја? Туа Белојани, тога го направиме на 50 година. Сами го правевте? Сами. Сами ни даде Червениот крест помош. И сами. Са наши... Колку што можевте? Да. Тие што можеме ни помозае, го направиме. Јас 49 година после ликвидирањето борбите на Вичо, испана на македонскиот теренет, на Преспа, на Љубојно. Од таму се дојдоме на лагерот на која на манастирот на Свети Илија, како велето на преку Скопје на Паненда. Таму не испушија слобода од мотка. Родите моите туа и се остана туа живе во селото. Белојанис. И од туа не знам, не може да бегам ни да имам 2 ќерки мажени што мажари. Каде имаш 2 ќерки? Имам на селото и тя живе. И имам седна една внука, брат ми на Будапешт живи, да. Друга внука беше туа на Белојанис, сега живи на Тетово, што зетне. Ристо Ганџуров. Од Тетово земам писмо и што телефон зборбе таму преку Будапешт. Се слушате ли се допишувате ли со... Имаме, земаме писма секи месец, на 2 месеци земаме од тоа. И од Скопје, од зет ми од Паскал Михајловски. Сад од тие 2 земотома. Имаш ли внучиња? Имам 3 чупки девојчина. Па дали тие учат македонски? Македонски ти разбербе, ама не може да изборбе. И разбере, тешко. Зашто оде на многу езици, тоа оде на мажарско и на гарско се еното. Другото са на мажарско еното ме. Ама си знае, дома се збориме ние. Жената ми е гаркинка. Ама знае парси, македонските подобри од мене. Жената. И поздравам цели, мало големо и поздравам. Сестра ми тамо е. Сестра ми, браченде јам. И сите, цела Скопја поздравам. Цела Скопјата. Наши луѓе се. На сите там Македонија, којто ме познава, не ме познава, поздравите ги. Ајде, сете со здраве. Фала лепо. И поздрав на Македонија. Македонците на Скопје, на сите. Животот незапирливо тече. Генерациите се менуваат. Белојанис и неговите македонци остануваат. Но само оние, старите дабови, чии што корени длабоко навлегоа на унгарската почва. Младите македонски фиданки се далеку. За нив нема граници. Го напуштија и Белојанис. Се враќаме и ние, во родниот крај, дома. Но како сето тоа некако ни е обично, едноставно, нормално.